Имам докази што експлицитно укажуваат дека директорот на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев и министерот за здравство Венко Филипче сакале да спречат странска инвестиција да влезе во Македонија, со тоа што давале лажни изјави и го манипулирале инвеститорот. Тврди Вера Иванова, скопјанката што ги тужи и двајцата, оти смета дека ја оштетиле и неа, ама и државата. Иванова во интервју за Република ги демантира сите обвинувања кои кон неа и фирмата Диамет на пресконференција ги упати директорот на Фондот за здравствено осигурување. Ден Дончев искажа многу небулози на пресот, ама не кажа дека тој лично со помош на Венко Филипче, приватно за своја корист, а користејќи ги своите позиции, ја злоупотребиле државата и спречувале координирано влез на странски капитал во државата. Меѓу другото и самиот го призна делото за кое го обвинувам. Сега се обидува да манипулира и кажува дека не им кажал на инвеститорите дека се води истрага во време кога немало истрага, туку дека ги предупредил дека ќе се води истрага. Иванова ги негира тврдењата на Дончев и скриен собственик на Диамет Никола Груевски, а ги отфрла и обвинувањата дека се обидела да ги избегне давачките во Македонија. Уште една небулоза од Ден Дончев. Неколку дена по продажбата, купопродажниот договор, подпишан и од инвеститорот од Шведска и заверен на нотар, е пријавен во сите наши институции, вклучувајќи ја и управата за јавни приходи. Во него е наведен целиот износ, податок од јавен карактер достапен на увид на обвинителството. Освен тоа, обвинителството ги поседува и договорот и даночните пријави кои произлегуваат од него. Државата ја интересира само дали сите даноци се целосно и уредно пријавени во УЈП. Даноците се пријавени, но се уште не можам уредно да ги платам поради тоа што сметките ми се блокирани. Не треба да нагласам дека УЈП секојдневно си пресметува камата за задоцнето плаќање. Таа вели дека управата за финансиско разузнавање не ја открила сметката во Монако, оти никогаш и не ја криела. Управата за финансиско разузнавање и директорот Блажо Трендафилов од Струмица само манипулираат со податоците колку да се каже дека нешто работат. Замислете, отидоа и ги казнија нотарите и адвокатите кај кои се заверени купопродажните договори со странскиот партнер, затоа што не пријавиле сомнителна продажба. Иванова тврди оти Дончев добро се познава со Зоран Кичец, второ осомничениот во рекет кој веќе се споменува како посредник и во овој случај. Претходно на пресконференцијата директорот на фондот соопшти оти Зоран Милевски го знаел само од медиумите. Освен Иванова, тврдењата на Дончев за аферата што го доби називот Рекет 2 ги демантираше и кумот на Никола Груевски Ристо Новачевски, чие име исто така јавно го споменуваше директорот на ФЗО. И Новачевски ги демантираше сите обвинувања кон него, а најави и оти ќе го тужи Дончев за изнесените невистини. Ова е само уште едно продолжение на аферата Рекет 2, која беше објавена минатата недела.